Има ли надеж за спас на Попова шапка? Туристичкиот центар кој има најголем природен потенцијал е на дното, додека зимско-туристичките центри од соседството напредуваат во развојот. 15 години на овој скијачки центар нема вложувања во инфраструктурата, нема соодветно одржување и нема конкретен проект за модернизирање на туристичките капацитети. Граѓанската иницијатива да ја спасиме Попова шапка бараше отворање на јавен повик за привлекување на приватни инвеститори кои имаат искуство околу развој и менаџирање на ски центри. Конечно премиерот Зоран Заев најави дека компанијата Елем Турс која менаџира од 1999 година веќе нема да стопанисува со скијачките терени на Попова шапка. Попова шапка веќе го нудиме. Донесовме одлука дека не може Елем, кој што е производител на струја, да прави скијалници да пензионерите скијат. Не бива. Секаде скијачките центри се дадени под концесии на джинови компании од Австрија, од Италија, од Швајцарија, од Германија и тоа почнавме да го правиме. Се што постои на Елем, двата хотели, жичарата, ги нудиме комплетно на продажба. И ќе ги понудиме на оној кој што ќе гарантира инвестиции во развој на модерен скијачки центар, кој што е на 100 км од автопатот и ретко има таков на Балканот и има дефинитивно економска исплатливост и профитабилност и ве уверувам дека ќе успееме заради тоа што ги има сите предиспозиции Попова шапка да биде добар скијачки центар. Убеден сум дека ќе најдеме компании, веќе докажани, кои што ќе го земат и ќе го направат добар скијачки центар, гордост на Македонија. Чистиот воздух, прекрасните пејсажи, убавата природа, водопадите и околните планински езера се богатствата на Шарпланина кои ја прават идеална и за зимски и за летен туризам. Минатата централна власт во 2012 година усвои мастерплан за Попова шапка, кој предвидуваше изградба на нови хотели, жичници, паркиралишта, но од сите најавени проекти ниту еден не е реализиран. Жичарата Тетово Попова шапка која настрада за време на воените дејствија во 2001 година, каде дневно се превезуваа и до 1000 патници, никогаш повторно не дојде на дневен ред. Пред 3 години имаше неуспешен опит да се изгради вештачко езеро на Церипашина, кое требаше да служи за рекреација и за правење на вештачки снег. Пред 2 години започна да се гради 600, а во 2 наврата поради непочитување на законите надлежните ја запреа градбата. На Попова шапка некогаш се одржуваше најпознатата манифестација Шарпланински куп, меѓународен фестивал на планински велосипедизам и планинско трчање, универзитетски надпревари по скијање во организација на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, републичкиот надпревар во скијање за деца во алпски дисциплини, FIS Snowboard Cup, а манифестацијата Снежен град се уште се одржува.